Министерот за транспорт Николовски се надева дека со прекројувањето на државната каса неговата колешка Кочовска ќе му даде повеќе пари. Денови веќе оди на преговори во финансии. Иако е свесен дека глобалните економски текови го стегаат ременот за трошење, очекува поголемо парче од буџетската пита, односно дека во касата на транспорт ќе се направи дотур на пари за реализација на проект. Секако, доколку има простор во буџетот, ние со тимот во Министерството сме спремни да конзумираме поголем буџет, доколку за тоа има простор во буџетот. Доколку нема, задоволни сме и секако со ова што го имаме, но секако очекувам дека ќе има покачување. Прашањето е само колку, а не дали. Поради ситуацијата на Блискиот Исток, која создаде турбуленции на пазарите и берзите, ребалансот на буџетот се подготвува порано од вообичаеното. Од бизнисот пак посочуваат дека компаниите се веќе исцрпени поради неизвестноста која ја наметнува овој конфликт. Сметаа дека државата треба да ги искористи сите механизми кои се на располагање, затоа што ако продолжи инфлацијата да расте, состојбата ќе биде многу лоша. Инфлацијата е најголемото зло што може да ни се деси на една држава. Јас сум обинал тоа и знам што значи да се искористат сите механизми, затоа што таа ако дојде во нашето стопанство заради неговата структура ќе биде тешка катастрофа и тешки последици ќе остави. Народната банка и владата веќе излегува со нови полоши прогнози за домашната економија. За годинава очекуваат повисока инфлација и помал раст. Сепак, според новата фискална стратегија, засега кај дефицитот нема корекции, иако најголем дел од минусот е истрошен во првите 3 месеци. Но до крајот на годинава ќе се види дали и тука ќе има измени. Се очекува и поголем минус на тековната сметка, односно да се одлеат 900 милиони евра. Во меѓувреме во финансии почнаа да доаѓаат министрите на преговори за пари. Прагот прв го помина Министерот за здравство Алију. Денови ќе продолжат консултациите, па ќе се види зашто ќе има помалку, а зашто повеќе пари.